Позадини е наречена затоа што делата овој пат ќе бидат во заден план, односно идејата е поминувачите или гостите на изложбата кои што ќе дојдат вечерва да бидат во преден план. Ќе се работат фотографии, видеа на поканетите гости и на случајните минувачи. И заедно со сликите треба да формираат едно заедничко дело уметничко, кое ќе биде фотографија. Додека ги наблюдував сликите, согледав дека тие представуваат автономни композиции. И идејата за создавање на перформанс изложба дојде сама по себе. Решив да ги представам делата не со намера да најдам соодветна позадина за портретите, туку за позадините да пронајдам соодветни портрети. Сакам случајните или намерните минувачи да станат интерактивни учесници и дел од интенцијално дизајниран простор, со цел за момент да се соединат со позадината и да се соочат со себе си. Имајќи го на ум сознанието дека ќе бидат фотографирани. Замислата е секој да ја пронајде позадината со која што најмногу се идентификува, односно елементот и просторната димензија со која што се соживува. Делата ќе значат продолжување на животот на енергијата, која што ја вложувам во нив. Вибрациите ќе продолжат да треперат со секое ново среќавање со делата, со секое ново застанување на разни модели пред платното. Идејата е наблюдувачот да постане свесен за сопственото делување и влијание во просторот и времето. Уметницата Бојана Артиновска-Трпчевска во суштина креирала своевидни временски просторни портали што го вовлекуваат наблюдувачот во одредена безвременска станица, дозволувајќи му активно да учествува и дејствува во создавањето на фундаменталните елементи и сили на универзумот. Авторката, наблюдувајќи ги позадините, согледала дека тие представуваат автономни композиции и посакала случајните или намерните минувачи да станат интерактивни учесници и дел од тој простор, со цел за миг да се соединат со позадината и да се соочат самите со себе си.